Ова се најмалите членови на летечката театарска трупа на детското драмско студио Тетово. Полицајките Весна, Ацка и Мерике го бараат крадецот во преработката на комедијата Сомнително лице на Бранислав Нушиќ. Ова урнебесна комедија е нивниот најнов предизвик. Ја подготвува изминативе 6 месеци. Преку неа учат за тоа кои се позитивните, а кои негативните човекови особини. Летечката театарска трупа на детското драмско студио Тетово реши ова сценарио да го преработи и прилагоди за од него да можат да излечат по корист и се разбира да се насмеат до солзи младите, но и постарите. Затоа што ја задржавме нишката на урнебесна комедија, но сепак ги истакнавме карактеристиките на ликовите, за и младата публика, но и возрастните да можат јасно да воочат какви треба да бидеме во реалниот живот. Кои се позитивните, а кои се негативните човекови особини. И што се тоа човекови вредности. Затоа што, како што кажува во еден момент еден од главните ликови, доколку не бидеме добри, на крајот сето тоа ќе ни се врати. Човековите вредности се една универзална безвременска вредност. Иако представата напишана пред повеќе од еден век, тие човекови вредности важат и денес и треба да ги имаме и почитуваме и негуваме и понатаму. Вложен е голем и труд и напор од децата и се надам дека сето тоа на крајот ќе им се исплати, а се разбира за нив е најважен аплаузот после представата. Со премиерата на Сомнително лице, летечката театарска трупа има прикажано повеќе од 10 премиери и над 80 репризи. За нив повеќе пати се наградени на аматерскиот драмски фестивал во Кочани. Сомнително лице е антологиска комедија напишана во 1888 година, а за прв пат била одиграна во 1923. Низ децениите останува да важи за една од најдобрите, најбараните и најизведуваните урнебесни комедии на нашиве простори. Премиерата ќе биде на 21 февруари во 19 часот во Центарот за култура Илјантески смок, а пред тоа ќе можат да ја погледнат и тетовските основци. Од летечката театарска трупа на детското драмско студио велат дека Сомнително лице ќе биде уште еден доказ за нивната посветеност, љубов и труд.